50 од повредените во Кучани добија бесплатна така наречена компресивна облека, најголем дел ракавици наминати за третман на изгореници, кои прават соодветен притисок на узните и спречуваат нивна хипертрофија или задебелување. Ракавиците не ги набави државата, туку тие се донирани од страна на платформата Support Кучани, а првата пратка е од Италија. Доброволците кои се дел од оваа организација велат дека донацијата за оваа намена е околу 15.000 евра и е само една од низата. Повредените најчесто бараат и силиконски лепенки за изгорениците, па последните кои стигнале од Австралија ќе бидат дадени на оние кои имаат поголеми рани, вели Дарко Стоилов, доброволец од Support Кучани. Донацијата се состои од компресивна облека која е доста битна за подобрување на изгорениците кои што нашите сограѓани и пријатели ги имаат во моментот. Целата донација беше обезбедена од Support Кочани за соработка со црквата и заедницата во Асци од Италија. Во моментот работиме на втора тура компресивна облека. Ние имаме обезбедено доста силиконски лепенки, зборувам за некаде околу, не знам, повеќе од 500 лепенки до сега, но според предпоставките на медицинските лица ќе требаат некаде над 5000. Иако првата пратка на ракавици е од донација, државата има обезбедено пари за наредните компресивни ракавици и маски за врат и за лице, вели директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Кликовски, кој заедно со министерот ја посетил Кочанската болница. Вчера го придвижував министер за здравство во неговата прва посета на општата болница во Кочани, каде оставивме следба со повредените. И истовремено во болницата се одвиваат две активности. Пристигна компресивните ракавици со 3D мапинг, се земаат мерки за исти такви маски за врати и за лице кои ќе бидат изработувани во Германија. Да нагласам дека првата пратка од ракавиците беше финансирана од донации, а за понатаму се обезбедени потребните средства. Од фондот се обезбедени? Од владата. По 3 месеци од трагедијата во Кучани, 5 пациенти се уште се хоспитализирани во странство, а исто толку лежат во болниците во нашата земја. Само едно девојче кое се лекува во приватна болница во Скопје е во тешка состојба.